нема да слуша Loading на Student FM, главата ќе му се сече. Hell, it's about time. Добар ден, драги слушатели, добродојдовте во 8-то издание на емисијата Loading на Student FM. Јас сум вашиот водител Кирило Ромулан Трајков и сега ќе имаме да ви кажеме нешто многу интересно, кој што е поврзано со 3 наши игри, односно ваши се разбира. Нешто имаме за Star Wars The Old Republic, имаме за Borderlands и се разбира имаме за LOL. LOL малкуцка чувствуваме дека ја запоставивме, па еве сега ќе направиме ќе ви кажеме интересен прилог кој што мислам дека ќе го надополни празнината која што имаме оставена овдека на Loading. Океј, одиме со првата вест, односно првата информација која што е за Borderlands и стануваат и ни кажуваат многу интересни информации таму, односно за Borderlands 2-ката. Комбинацијата на FPS игрите, навиката за лутање и механиката за левелирање на Diablo, играта Borderlands на Gearbox ја направи доста привлечна. Незиниот квалитет се подобри со можноста да се симнуваат незините експанзии, особено со третата, која што е наречена The Secret Armory of General Knox. Дури тогаш оваа игра го доби своето внимание со приказна полна со откачени карактери кои убиствата на планетата Пандора ги прават многу интересни. Учејќи од лекциите на Borderlands и незините експанзии, Borderlands 2 не запознава со нов негативец, Handsome Jack, и според главниот текстописец Антони Брух и главниот дизајнер Џон Хемингвеј, изгледа дека тимот многу сериозно ја сваќа работата околу приказната на Borderlands 2. Тие рекоа дека во овој момент не би откриле ништо по-конкретно од ова кој што е поврзано со играта и оставаат на играчите сами да оценат дали продолжението на Borderlands ќе им се допаѓа или пак не. Драги слушатели, сега имате можност да слушнете на многу интересна песна која што ја одбравме за вас. Станува збор за една многу стара игра која што се надевам дека ја имате поминато низ вашите прсти, односно низ вашите маус и тастатура. Станува збор за Emperor, Rise of the Middle Kingdom, колку што чинам дека така се викаше таа експанзија, не експанзија, туку продолжение на тие тајкунските игри за градење градови во старите древни цивилизации. Се разбира, станува збор за Кина, па така да ве оставам на две прекрасни песни кои што може да ги слушнете додека ви уживате во таа игра.
Пази джингл! На Студент FM. Веднаш по Emperor се враќаме на добро познатиот терен на Star Wars The Old Republic. За сите што не знаат, Star Wars The Old Republic од вчера е конечно официјално пуштена во јавност. ММО-ата се гигантски игри наменети да се играат со години, што значи критиката за ваквите игри е долг процес. Играта на BioWare делува доста познато за играње, но покрај тоа тука и додадена и нова состојка во оваа формула, односно кратки сцени кои содржат гласови. Количината на пишаното сценарио и гласовната глума или пак актерство се преголеми. Секоја класа има и уникатни квестови, па дури и наједноставните квестови се поддржани со мали сцени и актерство што го прави гриндањето во оваа игра скоро и неприметно. Доколку не ги сакате квест гиверите, слободно можете да ги убиете. Резултатот од завршувањето на квестот не е предвиден, бидејќи е присутен елементот на избор кој што е редок за ваквиот тип на игри. Нема да најдете некои иконски карактери како Skywalker и Vader, бидејќи играта е поставена некои 3000 години пред случувањата на филмовите, но се разбира ќе може да играте како Jedi Knight или пак Sith Warrior, да користите молни како Sith Inquisitor и пак да уништувате како Трупер. Најинтересните Star Wars класи се секако присутни, спокојни во многу убаво руво како Tank, Healer и Damage Dealer. Без разлика на класата која што ќе изберете, во The Old Republic ќе добиете неколку поданици. Можете еден од нив да го повикате да ви помага во битките или пак да пополни место на некој друг играч ако му снема интернет сред игра. Тие вршат вашата производна задача, односно знаат да фармаат материјали и да крафтат ајтеми од истите, за да можете слободно да се одадете на битките. Секогаш е добра идејата да им дадете задача на вашите поданици, за да бидете ефикасни во играта. Секоја класа подоцна се добива и вселенски брод, што ви овозможува полесно да патувате меѓу светови. Ќе ги посетите Hoth, Tatooine и многу други познати локации од оваа франшиза. Од досега понуденото можеме да кажеме дека планетите се премногу големи и нудат доста квестови и предизвици. Инстанциите се исто така интересно направени и достапни од едно место, што значи лутање не представува опасност за играчите. Доколку не сакате да се групирате со други играчи за да добивате некој многу тежок NPC со 300.000 живот, секогаш постои опцијата PvP. На експлоатираните места во оваа област се War Zones, во која ќе може да бидете дела од нив после 10-тиот левел. Најграната од овие War Zones е Hardball, кој е еден вид на рагби со базени со киселина, огнени јами и lightsabers. Ова е нешто накратко за тоа што ве очекува во новата Star Wars The Old Republic. Me busy. Leave me alone. Од Jedi витезите и Sith Warriorите се префрламе на нешто што се разбира, како што кажав на почетокот, доволно познато на нашата гейминг јавност и гейминг комјунити во Македонија, односно станува збор за LOL, односно League of Legends, и нешто што таа го додава во нејзиниот патч, последен патч се разбира. LOL додава кибернетска машина за убивање. Додека некои интернет корисници успешно дојдаа до деталите за новиот херој на LOL, ние од Loading ќе ви кажеме нешто повеќе за Виктор. Пасивната способност на Виктор ви овозможува да се фокусирате на начин на кој ви одговара во поглед на геймплејот. Наречена Evolving Technology, неговата пасивна способност ви дава одреден бонус на вашите статови и способности. Кога би ги разгледувале неговите обични способности, ви почнале вака. Неговата Q способност е наречена Power Transfer и прави демидж на една цел. А ако Виктор е доволно близко до целта, оваа способност се одбива назад до него, правејќи му штит еднаков на демиджот кој што го направил со Power Transferот. Ако ја надгради оваа способност со неговата пасивна, се разбира, истото ќе добие и посилен штит и бонус брзина во движење. Ова е одлична идеја ако ја појачувате неговата способност за преживување, со што ќе можете да ги користите неговите други способности за да трпи значително количество на демидж. Независност од која страна да сте во играта, ништо не е понервирачко или задоволувачко од класичното зашеметување. Оваа способност на Виктор даѓа во вид на стапица наречена Graviton Field, која му овозможува да ги успори противниците кои ќе се доближат. Ако седат доволно долго во тоа поле, тие целосно ќе се зашеметат. Ако се подобри оваа способност, полето значително се зголемува. Доста од играчите можеби ќе го избегнат ова, бидејќи ова не прави некаков директен демидж, но ќе го направи Виктор добар асистент. Од вишокот роботска рака кој излегува од Виктор е доста сомнителна и тоа со добра причина. Од неа произлегува Death Ray-от, односно најсилната способност на Виктор. Таа функционира како скилшот, но за разлика од многу способности, таа се испукува индиректно од карактерот.
Виктор одбира точка од радиус и одбира насока на движење на овој Death Ray, каде што ќе покоси се разбира. Резултатот може да биде демидж на една цел или пак на повеќе во зависност од потребата. Доколку се надгради оваа способност, таа ќе стане дот, односно демидж over time и е значителна предност за Виктор. Очекувајќи некаква бомба или пак експлозија на смртта или некоја друга способност која инстантно ќе го убие противникот, ние добиваме Chaos Storm. Може да создаде голем облак над бојното поле каде што ќе може да се движи во било кој правец кој што ќе прави одличен демидж и silence. Во прилог на сето тоа, колку што Виктор е поблиску до овој облак, тој толку побрзо се движи. Добра комбинација на оваа способност е се разбира Graviton Fieldот за успешно убиство на непријателот. Се разбира овој карактер е предвиден со наредниот пач на LOL. Драги слушатели, сега ќе слушнеме на песна кој што е даб. Музика му даѓа така инструментална, се разбира, кој што е од истиот род и вид на Emperor, но од играта Emperor, но овој пат станува збор за фараон и Клеопатра, односно од Стар Египет, и ќе во наредните минути ќе може да уживате со геймплей музиката на фараон и Клеопатра. Pause the jingle! На Студент FM. Веднаш од Египет се враќаме во денешниот свет и ќе ви кажеме 7 начини како да бидете хакнати, односно како да се одбраните од тие работи и да знаете на што да внимавате во иднина. Изминатиот месец беше полн со поплаки на луѓе на кои им беше пробиен нивниот Gmail и од него беа испраќани сомнителни мейлови до сите контакти во нивниот именик. Мейловите кои изгледа легитимни велеа дека личноста била ограбена додека патувала и ве моли да испратите пари на кредитна картичка за да може да се врати дома. Тоа што ја прави оваа лага поефективно е тоа што се случува на луѓе кои често патуваат и е многу полесно да бидат излажени. Иако насекаде се верува дека добра лозинка е најдобра одбрана за онлайн измами, хакерите се повеќе користат ефективни начини кои воопшто не користат пробивање на лозинки. Тоа е причина плюс за да научите како да се одбраните од ваквите напади и како да постапите доколку ви се случи нешто вакво. Малвеарите, понекогаш наречени Advanced Persistent Threat, е склоп на софтвер кој е напишан со лоши намери и е присутен на скоро 10.000 компјутери низ целиот свет. Овие програми може да запомнат одредени кориснички имиња и лозинки со самото ваше пишување и да ги испратат до одредена дестинација. Ова ги прави денешните супер силни лозинки една голема шала бидејќи слаба талка во синџерот токму вие, луѓето. Денешната одбрана од овој напад е добар антивирус, но добрите малверови и не се откриваат со денови, недели па дури и месеци,
од кога ќе се пуштат по интернет. Бидејќи антивирусните програми потврлаат, поголемите организации практикуваат антиделовијални безбедносни мерки, како на пример да не кликнуваат на линкови и да не отвораат фајлови доколку не се сигурни дали тој мејл е легитимен или пак не. Скоро 33% од сите оперативни системи во светот се Windows XP. Тоа е проблем, бидејќи за разлика од Windows 7, XP е многу подложно на денешните хакерски напади. Седмицата, особено 64-битната верзија, има вградени алгоритми кои подобруваат заштитата на оперативниот систем на системско ниво. И тоа е одлична одбрана за вакви работи. Овие одбрани нема да се додадат во XP. Ова е уште една причина плюс зашто да не користите XP. Треба да ги избегнете сите јавни компјутери на местата како што се аеродромите, хотелите, библиотеките, за да си ја проверите поштата, бидејќи не постои начин да знаете дали овие компјутери се инфицирани или пак не. И најинтересно е тоа што овие компјутери најчесто се и со XP. Така да, драги слушатели, доколку сакате да останете безбедни и сигурни, се што треба да направите да се логирате од вашиот компјутер и да не кликнувате на сомнителни линкови, па дури ако се пратени од вашите пријатели, бидејќи никогаш не сте сигурни кој седи од таа страна на компјутерот. Вие слушате 8-то издание на емисијата Loading за гейминг и IT. Драги слушатели, останете со здравје до наредната среда. Јас бев Ромулан и се надевам дека овие 15 минути ви беа доста забавни и едукативни за вас. Останете со програмата на Студент FM и до слушање до наредната среда. Чао, чао.